Годинава што изминува е во знакот на политиката, Преспанскиот договор, уставните промени за членувањето во Европската унија и НАТО, судските процеси на кои не им се гледа крајот на политиканските калкулации. Економијата остана некако на споредниот колосек, иако забележавме добар економски раст, закрепнување на стопанството и зголемен извоз. Капиталните инвестиции потврдија, односно не се искористија стотиците милиони евра планирани и обезбедени за инфраструктурни проекти. За до година владата најавува повисока стапка на економски раст 3,2% и инфлација од 2%. Потоа подобар животен стандард на населението, владење на правото, повисоко ниво на социјална правда и ако барометар за едно општество со животниот стандард на граѓаните и просечната плата, трошоците за храна и комунали пресметаа во синдикатите се околу просечната нето плата, односно околу 400 евра, каде е тогаш добриот живот што го ветуваа премиерот и владата. Менеджирањето на економијата е натовар на плеките на вице-премиерот, заложен за економски прашања Кочо Ангјушев. Македонското радио Скопје го покани за еден обемен разговор со цел да чуеме што сработи владата годинава и кон што ќе се стреми до година. Сакам да изразам благодарност до вице-премиерот, кој секогаш е подготвен да се обрати преку брановите на Македонското радио Скопје на нашите слушатели. Се почести се најавите дека 2019 година ќе биде година на стопанството и бизнисот. Ова дотолку повеќе што владата ја троши втората година од мандатот, а втората година е критична, или ќе испорачате резултати или подготвувајте се за вонени избори. Опозицијата веќе видише во врат. Господин Ангјушев, дали овие најави од јавноста допираат до вас, до владата? Пред се ви благодарам за вашата покана, поздрав до вашите ценети слушатели. Се разбира дека допираат до нас. Јас ќе почнам со своето одговарање од вашето последно прашање. Да, ние сме земале обврска и одговорност пред граѓаните во Република Македонија да ја водиме оваа држава и како влада мораме таа обврска да ја исполниме, ја исполнуваме и се обидуваме да ја исполниме најдобро што можеме. Констатацијата во јавноста, веројатно и мислењето пошироко дека 2018 година беше година само на политиката, е веројатно од причина што процесите беа многу динамични политички, многу осетливи беа пред се. Тоа беа процеси кои што решаваа проблеми кои што уназад 27 години го тиштеа нашето општество, проблемите на името, проблемите на пристапувањето кон НАТО и Европска унија. И мислам дека од таа причина само медиумски простор повеќе се отвори за политиката, отколку за економијата. Колку и да економијата ја работевме, сепак секој ден имаше нешто што беше дневно политички многу поважно од политички аспект. Но тоа од друга страна не значи дека економијата не ја работевме. Ја работевме и мислам дека не доби заслужен медиумски третман. Сакам само да подсетам дека оваа влада кога дојде на власт, ние најдовме на една ситуација кога имаше нула бруто домашен производ раст, кога имаше една ситуација на отпочнати постапки кои што беа во голема мерка и технички и финансиски, значи во многу тешка состојба би рекол. Многу проекти кои што требало да бидат многу порано завршени, а кои што не беа ни блиско до завршување од многу различни причини. Тие причини јавноста имаше прилика да ги слуша во претходната година. Јас немам намера сега истите пак јавноста да оптеретувам и да ја замарам, затоа што не сакам да сето тоа изгледа на изговор за некакви лоши резултати, бидејќи јас ценам дека резултатите не се лоши. Пред се мораме да бидеме свесни дека растот на економијата, онака како што е помеѓу меѓународните стандарди, се мери спрема растот на бруто домашниот производ и други параметри, но тоа е вака клучниот параметар кој што сите го пратиме. Ако земеме во предвид дека почнавме од нула и дека оваа година во вториот и во третиот квартал имаме веќе над 3%, во четвртиот квартал очекуваме и подобри резултати, тоа значи дека состојбата се подобрува. Она што мораме да го потенцираме е дека мораме секогаш да имаме во предвид што со што споредуваме. Ако споредуваме еден период претходен, во кој што имаме зголемување на бруто домашниот производ пред се врз база на градежништвото, кое што беше финансирано од државата и кое што беше финансирано со кредити кои што во последните 4-5 години биле 3,2 милиарди евра земени пари
и тие пари пуштени во градежништвото, што не е лошо, но ако тоа е направено во инфраструктурни проекти, во проекти кои што се во интерес на граѓаните, тоа би било добро, но за жал тие проекти беа заглавени. Да, тие Скопје 2014 да знаеме, тоа се значи, непродуктивни. 800 милиони евра беа потрошени за Скопје 2014. Тоа беше градежништво. И тоа се гледаше во сметките на компаниите и ако земете дека тоа било растот на градежништвото во Македонија, јас ќе кажам не благодарам, таков раст не сакам. Значи, јас ќе кажам следното, дека бруто домашниот производ во Македонија го генерираат во главно 4 групи на активности. Прво е индустријата, второ е градежништвото, трето е земјоделието и четврто е трговијата. Тие прават повеќе од 60% од бруто домашниот производ во Македонија. 3 од тие 4 оваа година се позитивни. Позитивна е индустријата, позитивна е трговијата, позитивно е земјоделството. Градежништвото ќе го направиме позитивно, тоа е само негативно оваа година и тоа значи и со така негативно градежништво пак последниве квартали остваривме над 3%. Сега, за да направиме позитивно градежништво, потребно е, бидејќи процентите се на крај споредба на апсолутните бројки, потребно е да направиме меѓу 50 и 60 милиона евра градежни активности на месечно ниво во државата. И ние веќе имаме јасен план за следната година како тоа ќе биде приближно 60 милиона на месечно ниво со проектите кои што се во функција и со самото тоа очекуваме дека и градежништвото ќе биде позитивно, ќе има позитивен раст значи во споредба со претходната година и кога на тоа ќе се додаде трендот на индустријата, земјоделието и трговијата кој што и сега е позитивен, од тука и ги црпам, значи со аргументи, математички, сите очекувања дека следната година ќе биде економски добра. Радио Спектар. За до година владата најавува повисока стапка на економски раст 3,2%, невработеноста да се намали на 20%. Во една прилика изјавивте дека на Македонија и треба раст од 6 до 8% за да може подобро да живееме, а компаниите се наметнати како високо профитабилни. Господин Ангјушев, со ваков проектиран раст не е можно бизнисот така да забрза и да се покрене стандардот на граѓаните, односно се наоѓаме на дното на Европа. Значи, ако ние зборуваме за проектиран раст од 3,2%, тоа не значи дека и тој раст на вистина и толку и ќе биде или ќе остане. Секогаш проектирањата во овој период се конзервативни и мислам дека повторно да зборуваме со јазикот на математиката, ако градежништвото учествува во бруто домашниот производ некаде околу 12%, 10 до 12% варира од година во година, и ако, да речеме, градежништвото порасне за некои 20%, тоа значи дека тоа само по себе ќе направи 2% раст на бруто домашниот производ, само по себе, и ако веќе ги имаме постојните 3% од другите дејности кои што веќе ги кажав, значи ние сме многу блиску до бројката од 5%. Меѓутоа, да не зборуваме сега со нешто што се ќе биде со зборчето ќе, него да зборуваме значи со аргументи од како работите ќе се случат, а јас сум оптимист дека ќе се случува. Дефинитивно овие проценти се иманентни, без овие проценти не можеме да зборуваме за зголемен животен стандард, така? Така е. За 2019 Она што се однесува до животниот стандард на граѓаните, тоа беше еден дел од вашето прашање. Да, апсолутно сме свесни дека животниот стандард на граѓаните не е на нивото на кое што луѓето очекуваат. Меѓутоа, од друга страна, сите мораме да бидеме свесни дека може би очекувањата дека Македонија наеднаш ќе стане Швајцарија или ќе го достигне нивото на животен стандард на западноевропските земји, мислам дека во голема мерка е неочекувано и нереално. Добро, и со 400 евра не се живее, така ќе се согласите. Но она што морам да го кажам е дека постојат други аргументи, а тие аргументи се дека животниот стандард се подобрува. Што тоа го кажува? Може би не во секое семејство, но генерално гледано, значи на ниво на држава, платите оваа година се зголемија 6,7%, значи негде околу 7%, а додека инфлацијата објективно е некаде околу 2%. Што значи дека генерално, доколку ние имаме пораст на платите кој што е поголем процентуално на годишно ниво од инфлацијата што се случува, дека ќе има позитивен тренд на зголемување на стандардот на граѓаните. За 2019 година е предложен досега највисок буџет од 3,7 милијарди евра, речиси 300 милиони евра повеќе од 2018 година. Ова зголемување најмногу се должи на плановите на владата за зголемување на платите на администрацијата, јавните дејности и за социјалата.
Опозицијата смета дека истиот е мегаломански и неразвоен. Господин Ангјушев, и овој буџет, како да е скроен по теркот на старите буџети, за сите помалку ќе има, и волкот сит, нели, и овците на број. За економски просперитет и повисок стандард потребни се структурни реформи во општеството. Тие се болни, но на подолг рок се оправдани и исплативи. Точно е, констатацијата ваша е точна дека се потребни структурни реформи и дека тие се болни секогаш. И знаете, секој сака да има реформи, ама тие реформи да не го допрат него. Значи, во Македонија така живееме веќе 27 години и мораме тоа објективно така да го кажеме. Но ако не се направат тие реформи, ние на подолг рок ќе имаме агонијата што ја имаме до сега. И тука мислам дека пред се треба да се направат реформи структурни во делот на администрацијата и еве гледаме дека Министерството за информатичко општество и администрација такви најавува и мислам дека тоа прашање е малце поупатно за тој оддел од владата, но она ја што сакам да го кажам е дека и администрацијата практично е дел од животот во Република Македонија. Ако платите растат во сите сектори, просечно 7%, очекувано и треба да е очекувано да и администрацијата го прати тоа. Меѓутоа, многу е големо прашањето која е администрација. Јас би рекол, да, и поголеми плати треба да земе, ама ефикасна администрација. Но тоа е друго прашање, пак ќе кажам. Она што јас сакам да го кажам во делот на буџетот е дека во делот на буџетот има предвидено и доста пари за поддршка на економијата. Оваа година има 36% повеќе пари одредено во мерките за поддршка на индустријата, на странските директни инвестиции, на домашните компании кои што првпат сега, значи оваа година беа поддржани од страна на владата, на активности и проекти кои што се однесуваат во делот на технолошки развој, така да значи се обидуваме преку сите тие мерки кои што ги воспоставуваме, како што се и мерките за активно вработување кои што исто така имаат зголемување на буџетските средства, се обидуваме да го предизвикаме на некој начин предприемаштвото, пред сека и младите луѓе во Република Македонија, стварањето на фирми, приватната иницијатива. Оти видете, ние малце сме контрадикторни како држава и сите ние како менталитет сме контрадикторни. Од една страна викам имаме преголема администрација и државата се премногу се меша секаде, а од друга страна пак очекуваме дека државата треба да ги креира сите големи проекти. Не, ја викам обратно. Дајте ние да направиме мерки и управо тоа го правиме првпат, оваа влада го прави, да даде мерки, значи да ги поддржи младите луѓе да направат фирми. Значи, верувајте, приватниот сектор е тој што треба да биде носител на растот. Ние во државата можеме многу брз раст да направиме вештачки. Ќе задолжиме со нови 2 милиарди евра кредити, ќе земеме, ќе направиме разни проекти кои што се нефизибилни, да не употребам погруп збор. Чиновнички, апсолутно, да. И ќе прикажеме големи бројки. Верувајте ми. Значи, моето искуство веќе 20 годишно во стопанството кажува дека единствен одржлив раст на долг рок е растот кој што го генерираат приватниот сектор. И мене точно тоа ме радува, што овие 3 или над 3% раст во вториот и третиот квартал во Република Македонија се раст на реалната економија. Значи, раст на индустријата, на земјоделието, на трговијата и тоа е одржливо на долг рок. Радио Спектар. Факт е дека до економски развој се доаѓа со реализација на капитални инвестиции, изградба на патна, електроенергетска и гасоводна инфраструктура. Автопатот Миладиновци-Штип во јануари ќе биде пуштен во употреба, за Охрид-Кичево ќе почекаме, железницата е во очајна ситуација. До година ќе бидат изградени магистралните гасоводни траси, но гасот се уште го немаме во домовите и предпријатијата. Господин Ангјушев, кои капитални големи инвестиции ги планирате за до година? Пред се морам да кажам дека сите овие проекти што ги споменавте требаше да бидат завршени пред оваа влада да дојде на власт. Така. Значи, автопатот Миладиновци-Штип требало да биде завршен на 1 мај 2017 година. Автопатот Кичево-Охрид, првиот рок за негово завршување беше некаде 18 година, а кога ние го превземавме и сите проблеми што таму ги имаше ги знаете, значи тој беше реализиран не повеќе од 20-30%. Железницата, првата делница, железницата према Бугарија е поделена на 3 делници. Првата е значи од Куманово до Белјаковце, втората е од Белјаковце до Крива Паланка и третата е од Крила Паланка до граница, што е најтешка пошто е низ планина. Да. Таа, значи само првата делница беше тендерирана и таа требало да биде завршена во 2016 година.
Значи не зборам, ние сме денеска 2018 година, кога дојде ова влада на власт, ја имавме со 23% реализација, денеска е на 50% реализација. И тоа е спор. Сега, значи, сакам да кажам... Да го ставиме минатото, сепак тоа е факт, се согласувам со вас дека тие проекти беа закочени, не беа реализирани, малку реализирани, така напред. Но видете, овие проекти што сега јас ги зборувам, во следната година ќе имаат сериозен импакт врз градежништвото, бидејќи сега се деблокирани и сега треба да продолжат да се реализираат. Она што се нови проекти кои што треба да се градат, се следните проекти. Значи, знаете и свесни сте дека сега се тендерираа и сега почињаат да се градат сите експресни патишта во Република Македонија. Мислам дека во Македонија во моментот се градат повеќе патишта од било кога во историјата на современа Македонија. Покрај овие патишта кои што ги затекнавме во градба и треба и нели продолжуваат да се градат, сега во моментот се градат, значи, автопатиштата експресни Штип Радовиш низ Источна Македонија, Штип Кочани, после тоа се гради, значи, 60-на, чинам дека 60-на патни правци се... Еве, прецизно да ги кажеме, да не испадне дека зборуваме фрази само. Значи, експресен пат од исклучување од автопатот кај Куманово до Крива Паланка, експресен пат, значи, од исклучување на автопатот кај Градско до Прилеп. Тоа се све проекти кои што следната година треба да бидат во полна парија. Исто така во моментов е тендериран и во фаза на евалуација вториот дел од пругата према Бугарија, значи делот помеѓу Белјаковце и Крива Паланка, тоа е со вредност од 147 милиони евра проектирана, ќе видиме колку ќе биде нели на тендер, какви понуди ќе добиеме. Тоа е, значи, голем инфраструктурен проект. Понатаму продолжува да се прави гасоводот во двата крака и према Битола и према Тетово и Гостивар и е предвиден, значи, голем инфраструктурен проект за поврзување гасоводно со Грција, значи втор конектор, значи интерконектор во Македонија, бидејќи сега Македонија е зависна само со една конекција према Бугарија со Газпром и се проектира интензивно делот помеѓу Скопје и Блаце, поврзувањето со Косово автопатно, каде што ќе почне, значи, веќе во март месец првото тендерирање на првата делница од патот од Блаце према Скопје. Значи, тоа го се проектира во моментот и мислам дека овие што ви ги набројав проекти, заедно со енергетските проекти кои што ги спремаме, а тие се проекти, значи, далеко на таа тема, да. Стопанската комора на Македонија веќе подолг период заговара стратегија за реиндустриализација на државава. Ако индустријата во бруто домашниот производ во некогашна Југославија учествуваше со над 30%, на почетокот на осамостојувањето на Македонија тој процент изнесуваше околу 20%, но денес индустријата учествува со помалку од 13% и затоа Македонија и нема некој поголем економски раст. Стопанството се сведува на мали и микропредпријатија на услужни дејности. Имам извоз од над 5 милиарди евра, што е малку. Со пиперки и патлиџани не се развива економија. Потребна е индустрија и современи технологии. Господине Ангјушев, каков е вашиот коментар на ова? Го погодивте, значи, правото прашање. Видете, ние премногу пари и време потрошивме у нашата држава помагајќи компании кои што пропаѓаат. Значи, колку пари нашата држава потроши, обидувајќи се да ги спаси Охис, да ја спаси Велешка топилница, да ја спаши, не знам, ФАС 11 октомври, Скопска стаклара, Кожара, која што помладите генерации не ни знаат дека постоеле некогаш. Економијата ја прават тие кои што имаат пазар, кои што имаат висока технологија и ние не можеме да зборуваме за индустриализација во Македонија ако не зборуваме за извозно ориентирана индустрија. Бидејќи Македонија е мал пазар, ако вие сакате да правите во Македонија фабрика, вие морате да правите извозно ориентирана фабрика. Кога ќе правите извозно ориентирана фабрика, цел свет ви е конкуренција. Бидејќи вие таму треба да се судрите на тој пазар со производителите од цел свет. За да можете да бидете конкурентни, значи основното на индустриализацијата, значи основен предуслов за да има индустриализација, треба да бидете конкурентни, а за да бидете конкурентни треба да бидете продуктивни. Продуктивност подразбира три работи. Подразбира нова технологија, подразбира ноу-хау за управување со таа технологија и подразбира организациони способности на луѓето што ја водат таа технологија. Тие се трите работи кои што се обидуваме преку мерките за финансиска поддршка на индустријата да ги помогнеме. Критиката беше во јавноста зошто се помагаат добрите.
Па кого да помогнеме? Да ги помогнеме лошите. И Тие што ќе ги фрлиме парите не вреди. и никогаш да не се вратат. Па нормално е дека ќе ги помогнеме добрите. Ќе ги помогнеме тие кои што ќе купат нова технологија, кои што ќе запослат нови луѓе и кои што ќе бидат извозно ориентирани. Оти ние како јавност еднаш веќе треба да расчистиме со минатото и треба еднаш да расчистиме со флоскулите кој ја води индустријата во Република Македонија. Индустријата и индустриализацијата се прави со нови технологии и со сите аргументи кои што ги кажа. Управо таму се насочени мерките на владата и управо тие мерки даваат резултати. Оваа година во Република Македонија имаме 16 директни странски инвестиции. Во моментов можеме да испаднеме на терен да ви покажеме се градат 16 нови фабрики и сите македонски компании 200 досега на број кои што поднесоа апликации да бидат поддржани од државата во дел се поддржани. Така се прави индустриализација. Во првото полугодие од годинава имавме рекорден влез на странски директни инвестиции од 327 милиони евра. Еве вие кажавте колку нови компании се привлечени. Меѓутоа, господин Ангјушев, да ве прашам, може ли владата да привлече некои познати светски компании, еве и инвеститори? Значи, што значи познати светски компании? Тоа се компании кои што ние ги знаеме дека се, како да кажеме, не си секаде на светот. И овие компании кои што доаѓаат се познати светски компании. Например, сега почнува да, односно веќе е во завршна фаза градењето на фабриката на швајцарската компанија која што е лидер во производството на сензори. На сензори, да. Значи, таа компанија веќе завршува со својата фабрика, ќе запосли некаде околу 300 вработени, но што е многу важно, што 100 од тие 300 ќе бидат инженери. Во Република Македонија ние треба да престанеме да бараме инвеститори кои што ќе бараат трудоинтензивна работа, кои што ќе запослуваат 6000 шнајдерки, кои што ќе земаат плата по 12.000 денара. Нема тоа да ја направи среќата во Република Македонија. Тоа ќе ги запосли луѓето за да преживуваат, не да заживеат. Значи, ние сега во моментот бараме инвеститори кои што нема да запослуваат илјадници луѓе, бидејќи веќе нема толку луѓе за запослување, него ќе бараме инвеститори кои што ќе им дадат надеж на младите луѓе, кои што ќе запослат млади, високо образовани луѓе, кои што ќе земаат плата над 1000-1500 евра, кои што ќе можат да останат во Република Македонија и да ја гледаат својата иднина. Сите тие што вие ги запослувате за по 200 евра месечно, вие ги ставате у чекалната за одење на запад. Тие ја прифаќаат таа работа и ја работат до првата шанса, додека не најдат подобро решение. Тоа не е решение. Ние мораме да го решиме проблемот стабилно и долгорочно. Радио Спектар. Почитувани слушатели, вие сте на брановите на Македонското радио и Радио Скопје. Наш гостин во студиото е вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев и претресуваме многу економски теми. Господин Ангјушев, факт е дека невработеноста изминатата деценија се намалуваше за да достигне историски 23%. Како владата ќе решава проблемот на невработеност, имајќи во предвид дека правници, економисти, доктори и магистри имаме за извоз, но немаме инженери, информатичари и друг стручен технички кадар. Тие всушност и се иселија во странство, бидејќи не сака да работат за 400-500 евра. Тоа е тоа што го зборував пред малце. Прво, никој во државата не е сигурен околу статистичките податоци кои што вие ги кажувате. Тие статистички податоци не соодветствуваат со реалноста која ќе испаднете на слободниот пазар. Бидејќи ако побарате да запослите некого, ќе видите дека е многу тешко да најдете луѓе. Или ќе најдете такви луѓе кои што не одговараат за потребите на економијата. Што значи тоа е резултат на еден девастиран образовен систем со години уназад, кој што сега треба да се промени. Но ако ние тој образовен систем и денеска го промениме комплетно, резултатите од таа промена ќе доаат по 7-8 години кога тие луѓе ќе поминат низ тој образовен систем. Што значи дека ние мораме нешто акутно да решаваме. Затоа државата направи план како да направи акутни мерки за решавање на проблемите, а тие се однесуваат во делот на преквалификацијата на постојните луѓе, со тоа што значи направивме една мерка која што ќе заживее следната година 2019, се вика шанса за сите, така ја крстивме, и тоа е значи да преброиме кој све реално бара работа, а тие што реално бараат работа, што е реалната потреба на економијата во општините, во секоја општина поотделно, и тие ако им гарантираат работодавците и компаниите
дека ќе бидат запослени по 6 години и дека ќе им дадат соодветна плата, луѓето ќе имаат интерес да се преквалификуваат и во тој период од 6 месеца државата ќе ги поддржи со плата. Значи државата ќе ја даде платата за нивната преквалификација внатре во компаниите, бидејќи никој не може да се преквалификува подобро за работата што треба да ја врши, освен на местото каде што е таа работа. Така, ние имаме Значи, класични гимназии и други, нели, тоа што се не Ја употребили. ви зборувам за акутни мерки, а иначе структурните мерки или структурните промени треба да се вратат стручните училишта. Која викаме тоа во светот Потпишавте денеска меморандум, потпишавме. да. Значи тоа денеска се вика дуално образование, има само помодерно име, а ние повозрастните генерации што сме околу 50 години и постари го памтиме тоа како стручни училишта од времето на стариот и верувајте добар образовен социјалистички систем. Да, ние за жал немаме. Ајде сега на таа тема, господин Ангјушев. Германската влада за прв пат усвои нацрт закон за ангажирање квалификувана странска работна рака, бидејќи се соочува нели со проблемот на старење на населението. Од милион луѓе кои од 2015 година влегува во Германија, над 400.000 во меѓувреме најдоа работно место или се на дополнително и практично образование. Неодамна прочитав еден ваков наслов: "Баталете бугарски пасоши, учете германски јазик." Господин Ангјушев, во Бугарија и Романија, откако стана членки на Европската унија, голем дел од стручниот кадар и мозоците се иселија. Па не случајно Германија и за нас во Македонија е ветена земја. Сепак, како да ги задржиме младите во Македонија? Не можете во денешниот глобален свет вие да задржите некого со сила. И тоа не треба да го правиме. Луѓето треба да имаат можност да си бараат подобар живот. Меѓутоа, ние тоа можеме да го правиме само ако таквиот подобар живот го обезбедиме за тие луѓе во Македонија. И пак ќе се вратам на тезата која што ви ја кажав пред неколку минути, а таа е дека практично ако обезбедиме инвеститори, без разлика дали се домашни или странски, кои што на младиве луѓе ќе може да им понудат плати над 1000 евра, кои што на младите луѓе ќе може да ги запослат не да бидат шнајдерки и не знам оператори на машини за Да прават кабли и така натаму да врзуваат, него да им понудат работни места во развој, во програмирање на машини, во IT технологија и така натаму, е така ќе ги задржиме младите луѓе, бидејќи ни еден млад човек не би си отишол од Македонија Ако има 1000 евра плата. Ако има и над 1000 евра плата, така? Заради тоа што 1000 евра во Македонија се еквивалент на повеќе 1000 евра во другите држави. На крајот на криштата тука му е семејството, тука му се пријателите и така натаму. Но да не заборавиме, младите луѓе не сакаат само финансиска стабилност. Младите луѓе сакаат да видат иднина. Младите луѓе сакаат да видат стабилна политичка држава. Сакаат да видат дека оваа држава може да опстои, да има иднина. И затоа беа многу битни сите политички процеси што се случуваа оваа година. Ако младите луѓе видат дека оваа држава ќе има систем, ќе има иднина и при тоа, значи обезбедат добра економска екзистенција за себе, ја не гледам причина тие тоа да ја напуштат. Радио Спектар. Почитувани слушатели, вице-премиерот заложен за економски прашања Кочо Ангјушев е угледен бизнисмен кој доаѓа од енергетскиот сектор. Со донесувањето на новиот закон за енергетика и подзаконските акти ќе се овозможи изградба на фотоволтаични и ветерни електрани врз база на премиум тарифи. Во 2019 година се очекува интензивна изградба само на фотоволтаични електрани со инсталирана моќност од околу 200 мегавати, односно изградба на електрани од обновливи извори со вкупна инсталирана моќност до 350 мегавати. Господин Ангјушев, имавте една интересна математика. Со околу 3-4 милиони евра средства од буџетот би се овозможила изградба на фотоволтаични централи со инсталирана моќност од 200 мегавати. Господин Ангјушев, какви се вашите очекувања во енергетскиот сектор во 2019 година? Ние знаете дека во мај месец го донесовме законот за енергетика кој што овозможи простор сега за нови инвестиции во енергетиката, поготово во обновливите извори на енергија. Тие беа закочени заради тоа што во голема мерка влијае врз крајната цена на потрошувачите. Најдовме модел во кој што го применува и цел свет, значи ништо ново не измисливме, во кој што практично без да се зголеми цената на крајните потрошувачи да се развива делот на обновливи извори. Македонија е земја која што нема многу енергетски ресурси, ние веќе имаме ограничени количини на јаглен, немаме нафта, немаме газ
и така натаму, значи немаме ние наши енергетски, освен имаме обновливи извори, имаме огромни ресурси во делот на сонцето. Македонија е една од земјите што има најдобра радијација сончева, а при тоа имаме само 18 мегавати инсталирана снага во сончева енергија, што е смешно. И ги насочивме нашите сили и следната година ќе биде отворен простор за 200 мегавати изградба на фотоволтаици по премиум тарифи. Математиката што ја кажавте е точна, таа ќе биде покриена од буџетот како субвенции, но мислам дека со најновите цени и тоа ќе биде помалце, бидејќи све поконкурентна станува таа технологија и ние како држава во моментот што правиме? Ако вие му доделите на некогу право да гради фотоволтаик, во тој случај тој треба сам да ја помине целата постапка на пренамена на земјиште, добивање приклучок и така натаму. И тука е најголемиот проблем. Не е денеска проблем вие да купите панели и да ги наредите на некој плац. Поголем проблем е да ја поминете административната постапка. Затоа, свесни за таа работа, јас практично дадов налог и тоа се прави во моментот да ние како држава им ја завршиме административната постапка. Значи ние како држава ги урбанизираме парцелите, како држава направиме пренамена на земјиштето, преговараме за приклучок на мрежа со операторите без разлика дали е преносен или дистрибутивен. И кога ќе дојдете вие да бидете инвеститор, да ви дадеме све решено, вие само да донесете опрема да поставите. Тоа ќе се случи крајот на јануар, почетокот на февруар, кога ќе ги пуштиме тие тендери кои што ќе бидат значи транспарентни на аукцијска основа и кој ќе бара помал премиум, тој ќе биде добитник на тие парцели и локации за градба на фотоволтаични електрани. Истото ќе се случи со ветерот. Тендерот за 22 мали хидроелектрани е спремен дополнително и тој ќе продолжи да работи и нормално тоа се енергетските проекти кои што очекуваме следната година да заживеат. Преку фондот за иновации и во иднина ќе се трансферираат буџетски средства за развој на компаниите. Иако вие како бизнисмен согласно законот се откажавте од вашите управувачки права, сепак вашите компании на други нели носители на политички функции кои се јавија на конкурсите беа оцрнети во јавноста. Господин Ангјушев, како и овие компании да бидат равноправни? Сега, сепак ние зборуваме за профитабилни компании што носат развој во Македонија. Зошто се тие да бидат изземени? Мислам дека таа тема беше многу елаборирана. Јас, разбирајќи сензитивноста на граѓаните по тоа прашање, се откажав од сите привилегии кои што ги носи законот, не дека некој одлучува, него ги носи законот. И една од компаниите каде што сум јас собственик, а јас не е тајна дека сум човек кој што се занимава со индустрија, јас како таков влегов во владата практично и транспарентно го објавив мојот анкетен лист и јасно е со кој капитал располагам, јасно е на што сум собственик. Не се крием позади никакви фирми туѓи, моето име и презиме секаде стои. Таа компанија која што конкурираше, јас имам учество од 16%, практично ги казнив моите партнери во компанијата, кои што се 84% и се откажав од тоа и мислам дека тоа не е во ред. Во ред е да се има една транспарентна постапка, но пак ќе кажам, живееме во осетлив период, живееме во период во кој што има голем сомнеж дека секој кој што влегува во политика, влегува само со една причина да има личен интерес од сета таа работа и точно имајќи таа во предвид сензибилност на општеството во моментот, јас се откажав и понатаму нема да учествувам, иако ценам дека тоа не е праведно и тоа не е коректно. И за крај да го привршиме разговорот, преку прогресивното оданочување и увидот на управата за јавни приходи во сметките на граѓаните во банките, владата го навлече бесот на бизнисмените. Господин Ангјушев, ваквото прогресивно оданочување можеби не е наиздржано за македонски услови. Можеби е праведно, ама не е наиздржано. Во моментот ние имаме социјалдемократска влада во Република Македонија и согласно тие, како да кажам, основни начела, се сакаше со овој потек да се направи една порамнопремна распределба на товарот или вредноста во државата. Мислам дека после многу дебата внатре во владата, каде што на почеток прво беше идејата да прагот на зголемување на персоналниот данок биде 700 евра, ценевме дека ако тоа така остане, и пред се, јас бев еден од тие во владата кој што инсистираше да тој праг биде подигнат, за да не се казнат младите луѓе, точно оваа професионална класа која што сакаме да ја задржиме во државата,
а да тој персонален данок го зафатат луѓето како мене. Не значи тие кои што живеат од плата професионална. Ако сакаме да ја негуваме средната класа, тој прак требаше да биде подигнат и тој беше подигнат над 1500 евра. И тоа е моментално така, што значи само над 1500 евра ќе се плаќа персонален данок зголемен, додека под тоа не. При тоа, значи, сите се создаде еден впечаток дека, не знам, се менува комплетниот даночен систем во Македонија, што не е точно. Еве, вчера помина на влада данокот за добивка и тој остана ист, значи, остана на 10%. Значи, сите останати даноци во Република Македонија останаа на истото ниво. Да, меѓутоа, моето прашање беше да не ги ставаме во исти кош оние што имаат над 1500 евра месечно и оние што имаат 150.000 евра. Така не може да бидат Видете, во исти кош истите. Мора да има некои скали. Може би поправедно би било во иднина да се размислува да има повеќе скали, да прагот од 1500 се подигне, меѓутоа да речеме над 5000 да биде процентот не 18 него 23% или 25% и така натаму. Тоа е нешто што треба да се оди во таа насока и развиените земји го прават и мислам дека иднината ќе биде во таа насока, иако пак од друга страна покажа дека пак и рамномерниот персонален данок има своји предности, но пак ќе кажам, не се толку големи импликациите од таа работа нити во економијата, нити во буџетот, колку што се крена прашина во јавноста од таа причина. Радио Спектар. Господин Ангишев, јас имам уште многу да ве прашам, меѓутоа нашето време истекува. Ми останува да ви се заблагодарам за вниманието и за нашите слушатели уште еднаш да кажам дека наш гостин во студиото беше вице-премиерот заложен за економски прашања Кочо Ангишев, со кого разгледавме повеќе прашања од економијата, како беше 2018 година, но и за плановите на владата за наредната година. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам и вас на разговорот. Ја користам приликата на сите ваши слушатели да им ги честитам престојните божични, новогодишни празници, да им посакам прво убав помин во празниците, а потоа успешна 2019 година.